Почитувани гледачи на ОТВ, добре дојдовте во уште едно издание на Отворени муабети. Денес, благодарение на активностите на едно здружение, многу лица, особено од руралните, не само од руралните, но особено од руралните средини, доаѓаат до основни медицински услуги. Со нас е Марина Тошевска, председател на Здруженијето Центар за развој и едукација. Добре ни дојде. Добре ве најдов и ви благодарам на поканата да ги информираме нашите граѓани што работиме и како може, ако некој има потреба, ние да им излеземе во пресвет. Ајде, пред да одиме на конкретни активности кои што ги има вашето здружение, ќе те прашам, кажи ни нешто за Центар за развој и едукација, како се роди и дали беше за тебе тоа некој позната патека или чекорејќи по неја ги учеше сите тие работи кои што треба да се работат за услугите кои што ги пружате? Па веќе 10 години сум дел од локалната акцијска група Агролидер, каде што работиме претежно фокусирано на одржлив рурален развој. Така и се зароди идејата дека посетувајќи ги семејствата во социјален ризик на терен, дека и текако неопходно не е воспоставување на социјални услуги и подобрување на пристапот до социјална заштита и услуги за лицата во социјален ризик и со фокус на руралните, меѓутоа да не ги замариме и лицата кои што живеат во урбаниот дел на градов Прилеп. Значи, во најавата реков само медицински, а всушност вие нудите и социјални услуги. Да. И така се роди идејата, заедно со моите драги колешки кои што се по професија социјални работници и правници, следејќи законската регулатива од 2019 година, каде што самата држава во согласно законите веќе дава можност за плурализација, односно граѓанските организации да се лиценцираат како даватели на услуги и да можат да излезат во пресрет на граѓаните во социјален ризик давајќи социјални услуги. И од 2023 година официјално сме лиценциран давател на социјалната услуга помош и нега во домот, но не застанавме тука. Започнавме со 40 негователи кои што работат на територијата на општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени. 40 негователи работат под капата на вашето здружение. Да. Вие сте одговорни за 40 глави кои што земаат плата. Сега за 58, само во оваа услуга. Веќе 58 за 40. Стартувавме со 40 негователи кои што беа долгорочно невработени лица, поминаа процес на верификувана обука од образовна институција за давање на образование на возрастни, која го добија сертификатот, тие веќе беа подобни, ги исполнија сите услови да работат како негователи, така да остваруваат економски приходи. И овие 40 лица најпрвено обслужуваат 150 корисници на услугата помош и нега во домот. Тука станува збор за стари лица на возраст над 65 години со намалена функционална способност, лица со попреченост кои што живеат сами и нема кој да се грижи за нив, или пак членовите од семејството се во работен однос и пак не можат да ми ја понудат потребната грижа. Во февруари 2024 го зголемивме бројот на 58 и опсегот на негователи со цел да може да обслужиме повеќе корисници. И сега работиме со капацитет од 58 негователи на полно работно време, кои што обслужуваат околу 200 корисници нова услуга кои што живеат на територијата на Прилеп, Кривогаштан и Долнени. Значи, тие се обучени негователи за давање на тие услуги, дали има медицински сестри меѓу нив? И во негователите имаме медицински сестри, значи неговател може да биде лице кој што поминало процес на обука, има сертификат за помош за неговател на стари и немотни лица, или пак медицинско лица. И во овие 58 имаме околу 10 медицински лица. Меѓутоа, имаме медицински лица во друга услуга, што е нова. Ја почнавме со мало за доцнување, меѓутоа од април за граѓаните исто на територијата на овие три општини е достапна услугата медицинска сестра во заедницата. Прв вид на ваков услуга што се пилотира на нашава територија. И започнавме
и со медицинска сестра во заедницата како услуга, која што е комплетирана во делот на обезбедување на медицинска грижа. Значи, како што кажа, има и медицински лица меѓу негователките, има дополнителна услуга кој што медицинските лица ја дават. Мене ми се од моабетов едно друго прашање. Како во една држава која што ностоп се жалиме дека во јавните установи имаме недостаток на медицински кадар, меѓу кои медицински сестри ви успеавте да најдете медицински сестри да работат за вас? И да ви кажам дека додека и го креиравме проектот, заради тоа што овој проект медицинска сестра во заедницата како услуга е со поддршка на Австриското социјално министерство за социјални политики, здравство, нега и заштита на потрошувачи. Кога го дизајниравме и тие не прашуваа дали вистина за да воведеме ваква услуга ни е потребен медицински кадар, дали ќе стигнеме до такви стручни лица. Пошто Кога знаеме, ги споредивме податоците, направајќи анализа на особено на лица кои што се евидентирани како невработени лица во Агенцијата за вработување во нашата држава, и ние останавме изненадени колку медицински лица ни се без работа. Невработени работат во пријавени во други фонд, а истовремено се жалиме дека во болниците немаме доволно кадар, така? Па мислам дека потребно ни е на национално ниво навистина креирање на добра програма за искористување на сите потенцијали што го има здравствениот сектор во однос на човечки ресурси. Така и кај нас во моментов веќе ќе имаме 10 медицински сестри, 2 психолози, 1 социјален работник, имаме и физиотерапевт и гледаме да комплетираме услуга, односно во домот кај лицата во социјален ризик да им се понуди од страна на медицинските сестри медицинска грижа во домот, меѓутоа дополнително на тоа се надоврзува психолошката поддршка и бесплатната физиотерапија, што и како е потребна, особено за лицата во руралните средини кои што живеат сами и се соочуваат со ограничена мобилност. Сега следно прашање ми е, значи нудите социјални услуги, медицински услуги, невозможно е сите овие активности или услуги да се извршуваат без работка со нашите институции тука. Знаеме дека ги немаме најдобрите институции на светот, па кои се предизвиците со кои што се соочувате во соработката со нив? За да воспоставиме услуги, значи неопходна ни е поддршката и од единиците на локални самоуправи, во случајов на општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени, меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп, нормално и на национално ниво, како што е Завод за социјални дејности, Министерството за социјална политика, демографија и млади, со нова услуга веќе и соработка со Министерството за здравство. Предизвици постојат. Ние кај нас најмногу се соочувам во делот да самите општини на почетокот немаат ни социјални планови, иако тоа им беше законска обврска според законот од 2019 година за социјална заштита, па така да со наша поддршка некако профункционира и советите за социјална заштита на локално ниво. ниво. Вие ги натеравте на некаков начин со вашиот проект да си ги исполнат законските обврски. Не ги натеравме, туку ги поттикнавме и она што треба да почнат општините да размислуваат е дека во граѓанскиот сектор треба да гледаат партнери. Меѓутоа нема ние да ја работиме нивната работа, ние ќе поттикнуваме и ќе учествуваме за навистина да се креираат локални политики кои што ќе одговорат на реалните потреби на граѓаните и само со заедничка соработка и во партнерство ќе може да имаме успешни иницијативи и навистина да се осеќаат придобивките на тоа што ние заедно ќе го работиме. Така започна воспоставувањето на услугата помош и нега во домот, се продолжи со услугата медицинска сестра во заедницата и ние сме свесни дека општините се соочуваат со недостиг на стручен кадар во овој дел. И во општина Прилеп се уште нема вработен социјален работник, за разлика од многу други општини како што е Куманово, каде што имате сектор за социјална заштита. Некако се повеќе локалните политики се насочени кон делот на урбанизам, а се заборава делот за социјална заштита, што и тоа како ни е потребен, оти ние мора да инвестираме во човечкиот капитал и нормално да им возмежиме на луѓето во социјален ризик да имаат поквалитетен живот. Тоа е обврска на општините. А кај ја гледаш, пошто си внатре во материјата, кај ја гледаш грешката во општините или она приказна која што имаме реално со децентрализацијата која што не се спроведува баш целосно, се префрлаат надлежности и истовремено ресурси за да се спроведуваат тие надлежности ги немаат општините? Па, од една страна, еве да речеме до процес на децентрализација, меѓутоа ние имаме општини каде што пак овој процес на децентрализација навистина дава резултат. Ево општина Куманово, во делот на социјала имате
оддел за социјална заштита со вработени лица, креирани многу добри политики на локално ниво, општината издвојува општински средства, значи од буџетот на општината, да им помогне на граѓанските организации да можат да се лиценцираат како даватели на социјални услуги и навистина да има поширок спектар на достапни социјални услуги во општина Куманово. И многу организации веќе се лиценцирани даватели на социјални услуги со поддршка на општината. Целиот процес на финансирање, до давање на простор, дополнителна финансиска поддршка, до лиценцирање и преземање на провајдерот на финансиската поддршка од страна на Министерството го покрива општината. Значи, кога може општина Куманово, а споредувајќи ги финансиите на општините и приходите, некако сме многу слични со Куманово, зашто да не можеме и ние. Некогаш можеби ни е потребно самите лица вработени во општината, меѓутоа и општинските совети, да посветат повеќе внимание и на делот социјала. Дали кажавте дека која почнавте цела приказна да ја раскажувате и да правите една благородна работа за населението во овие 3 општини, наидовте на комплетно неподготвени општини. Дали барем наидувате на разбирање, на соработка и дали има веќе напредок во нивниот прецел однос кон целава работа? Па јас морам да ги пофалам општиниве, поради тоа што општина Прилеп има и доволно човечки ресурси, меѓутоа реалните општини не се соочуваат со недостаток и на квалификован работна сила, професионален кадар што ќе може да излезе во представова проблематика, меѓутоа стварно беа посветени до ден денес, соработката е одлична, да може заедно да дискутираме, да споделуваме идеи, не случајно оваа услуга стана толку успешна. Зашто работиме во заедничка соработка, излегуваат во пресред, се исполнуваат обврски за да може да постои оваа услуга на нивната територија. Затоа и веќе од 40 имаме 58 негователи, за прв пат имаме нова услуга медицинска сестра во заедницата. Во моментов и ние како организација веќе сме верификуван давател на обука за негователи за помош и нега на стари и немотни лица, каде што на лицата кои што немаат доволно финансии излегувани во пресред без пари да ја поминат обуката и да ги вклучиме во економски активности, во економија на грижа. Дополнително во соработка со други здруженија веќе исто со поддршка на Австријското министерство на млади невработени лица во социјален ризик од 18 до 24 години ќе им бидат овозможени пристап до обуки верификувани во делот и на дигитализација и на се она друго што е верификувано од Министерството за образование и наука за потоа да се поконкурентни на пазар на труд. Сето тоа без соработка со општините, меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп не би било возможно и би сакала да потенцирам она што ние сме многу позитивно изненадени е посветеноста на меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп на воведувањето и испораката на оваа услуга. Зашто за испорака на оваа услуга, особено помош и нега во домот, и како е потребна добра соработка со центарот за социјална работа Прилеп. Сега ги спомна на неколку пати, ајде сега само да ги дефинираме кои се категории на луѓе се опфатени и сакам нисто колку проекти работите, конкретно кои се проектите кои ще ги работите во моментот. Моментално со услугата помош и нега во домот веќе не е проект, тука е услуга, затоа сме лиценциран давата нова социјална услуга со поддршка на Министерството за социјална политика, демографија и млади, нормално во соработка со меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп, се опфатени лица над 65 години, лица со попреченост, глуви, слепи лица, лица со намалена функционална способност. Тие добиваат секојдневна поддршка во основни инструментални активности, нормално според правилникот и законската регулатива. Основни активности, значи станува збор за помош при облекување, хранење, менување, памперс, а додека инструменталните активности, помош при готвење во домот, перење, одржување на хигиена во домот, значи сето тоа севкупно максимум може да добие едно лице 80 часа месечно, тоа се 4 часа на ден скоро. Зависно од тоа и колку лицето, матичниот лекар ќе процени дека лицето има намалена функционална способност. Оваа услуга е баш така го поврзува здравствениот и социјалниот сектор. Значи мора за да се пристапи до оваа услуга, матичниот лекар да утврди дека лицето има намалена функционална способност, да го пополни индекс-кацот и согласно тоа излегува на увид раководителот на случајот Центар за социјална работа Прилеп и одредува колку часа на лицето ќе биде дадено како услуга помош и нега во домот од страна на негователот. Потоа работиме на проект, тоа е нашиот нов проект од октомври, во соработка со австрийски организации, трансформирање на глобалните социјални предизвици во реални локални активности. Тоа е баш воведувањето на услугата медицинска сестра во заедницата, каде што ги опфаќаме сите лица во социјален ризик, фокусни се лица кои што живеат во сиромаштие, а имаат потреба и од здравствена
заштита. Тука овозможуваме, значи, здравствена заштита од страна медицинска сестра, во понатомошниот период ќе доделуваме социјални пакети и ќе обезбедуваме поддршка во набавка на медицинска терапија за лица кои што не можат да си го платат нештото, физиотерапија и психолошка поддршка. Како провайдер веќе кажав дека сме верификувани што за давање на обука, за верификувано од Министерство за образование и наука, за идни негователи, за стари и немотни лица, за да можат невработени лица преку процесот на обука да можем да им најдеме место на пазарот на трудот и да се вклучат во економија на грижа. И Наброј премногу активности. Морам да те прашам колку членови сте во Сдруженијето? значи тимот веќе е број 6 членови кои што ги координираат проектите и услугите. Координатори, Да, така да работиме на проширување на самиот тим, имаме социјални работници, правници, психолози кои што континуирано делуваат да навистина се осмислат квалитети и одржливи социјални и здравствени услуги. Се надевам дека и тимот ќе се проширува. Моментално како здружение сме прилично големи. Да не кажам, веќе достигнуваме бројка од 70 лица, така да ги повикувам останатите граѓански организации да размислуваат во оваа Во насока. држава која што масовно се иселува, град кој што можеби еден од најпогодените, каде што се жалиме секојдневно дека е тешко да се дојде до квалитетен човечки кадар, а реално за сите овие активности кои што ги спроведувате треба да сериозни луѓе кои што ќе се фатат во коштец со проблемите и да координираш ти веќе 60 на не знам негователи, медицински сестри и така натаму, не е играчка. Како се справуваш со формирање, како се справуваше, се справи со формирање на тој тим и како се справуваш со проширување? Јас мислам дека ако нешто вистински посакувате, Вселената ќе згова заговор да ви се оствари и на вистина во овој случај е така. По професија сум доктор по ветеринарна медицина, залутана во социјала, ама и века другите добро се снаоѓам. Ама затоа правиш и онека храна за миленици, имаш. Изненадена Друг сум пат од ќе разговараме на таа тема. Изненадена сум од посветеноста на негователите, од посветеноста на стручниот тим, социјалните работници. Мислам дека она што го нуди оваа професија и како неговател, како социјален работник, давател, како медицинска сестра, е задоволството дека навистина денеска правите промени во нечи живот и мислам ние сите се водиме по тоа мото, нема поголема радост ниту поголема награда од тоа да направите позитивна промена во нечи живот и тоа е некако двигател. И сум, можам да кажаме среќа да имате толкав тим и навистина тој тим да работи толку посветено за вака да бележиме успеси. Потоа си го знаеме по еволуцијата на задоволството на нашите корисници, комуникацијата со нивните семејства, а и кога и стручниот тим е задоволен, останува на работа, па се уште се сите кај нас. Кога еден ветеринар ќе залута во социјалата, во секој случај првото е лутање. Сега и процес на едукација за работата која што се стребиш да ја работиш. Кажи ми како се здоби со сите тие вештини кои што се потребни за да го водиш ова здружение и да расти вака успешно? Добро, веќе спомнав, значи од 10 години сум граѓански активист и во граѓанскиот сектор во делот Ти се на таму како почна, ти си тоа општо граѓански активист и јас И сум мислам од дека улици, да. сум извиквал пароли. Ама ова се навистина сериозни. Граѓанскиот сектор нуди многу можности за работа на себе, индивидуален и професионален развој. Најпрвен да се изградиме како индивидуи и своите вештини за менаџирање, а понатаму кога веќе влегувате во некој сектор, да ги имате тој поттик континуирано да учите, да размислувате и да гледате како да најдете најдобар начин тоа што го сакате да го постигнете, навистина да го постигнете тука. Многу ми помогна соработката со организации од други земји, значи најмногу од голем дел од услугите не се ништо ново, туку баш мултиплицираме добри практики. Соработката со организациите од Австрија и поддршката од Австриското социјално министерство, кој што имаме веќе 4 години, и менторската поддршка во спастување на услуги, веќе ти даваат некоја си сила и ти се движење, ветер во грб, дека тоа што го правише добро, успева во Австрија, ние само недуваме модел како да го мултиплицираме тука, да го адаптираме во национален контекст и нормално да ги мериме преку мониторинг, да видиме кои се придобивките, каде грешиме, каде да се промениме. Така да
Ја спомнуваш неколку пати Австрија, кажи ми кои се други организации, држави, министерства помагаат на Центарот за развој и едукација и ве прават да бидете тоа што сте? За услугата помош и нега во домот, најголемата поддршка дојде од Светска банка преку проектот за подобрување на социјалните услуги. Чест беше да сме избрани како здружение, нормално во соработка со општините. Оти општините ни ја дадоа довербата ние да се обидеме да воспоставиме ваков тип на услуга, така да поддршката дојде од Светска банка преку овој проект, со нивна менторска поддршка, нормално во соработка и со нашето министерство. Во останатите услуги поддршка имаме од Австриското министерство, меѓутоа соработуваме со организации од Албанија, Србија, Хрватска, од цела Европа, дури до Америка. И чест ми е да најавам дека на 28 мај оваа година веќе организираме, да не кажам, меѓународна конференција со експерти, даватели на социјални услуги, креатори на политики од Албанија, Србија, Хрватска, Грција, Австрија, така да се надевам дека ќе бидете гости на нашата конференција и тука ќе споделуваме искуства, ќе видиме докаде сме и оваа конференција сакаме да биде еден поттик или можност за заедничка соработка на регионално, меѓународно ниво, зашто покрај се, дали тука, дали во Србија, сите ние се соочуваме со истите предизвици, дури во Австрија, тоа е миграцијата, демографското старање на населението, неопходноста или потребата од пристап до социјални услуги, да заедно во заедничка соработка навистина спроведеме, имплементираме услуги кои што ќе во подобра квалитетот на живот и сите заедно на глобално ниво ќе можеме да дадеме придонес во градење на едно општество каде секој еден е важен. Ајде да го привршуваме полека муабетов и да ни кажеш сега кои се идните планови на здруженијето, како се планира да се расти и понатаму. Па, реков, ако ги откријам сите планови, може нема да ми се исполнат, ама ќе споделам за прв пат кај вас, дека во наредниот период ќе работиме на развивање на нова социјална услуга, денивен центар за стари лица со активно старење. Веќе добивме позитивен одговор од проектот на Светска банка и во соработка со општина Плеб, Кривогаштан и Долнени. Ќе направиме реконструкција на стариот дом Рит и тука ќе може 40 до 50 стари лица секојдневно да се вклучуваат во процес на активно старење. Се надевам дека оваа услуга ќе донесе дополнителни придобивки, нормално на овој начин и со континуирана работа и одржливост на услугите што веќе ги имаме, како што е помош и нега во домот, активно старење, вклучување на ранливи лица во пазарот на трудот и оваа услуга ќе го зголемиме опфатот на корисници, а со тоа и опфатот на вработени во здруженијето и на нашиот тим, па од 70 можеби ќе стигнеме и до 100. Прво од срце ви посакувам да ја достигнете 100-ката што е можно побрзо, да се остварат сите овие планови. Сега ние поставивме едно прашање пред некое време затоа што сме во година на избори. И онака веќе се прашуваме дали конечно на Прилеп му е потребна жена за градоначалник. Се шушка низ градов, миња едно име, друго име, трето. Сега ти како една од најактивните жени во општествениот живот кој што се моментално се подслушнува и твоето име некаде. Сега. Ајде да си кажеш јавно, дали имаш политички амбиции во животот, особено дали сакаш да не станеш мајка на градот? Пошто веќе си мајка на 3 деца, дали имаш амбиција да станеш на околу 80.000 жители? Тешко прашање, меѓутоа лесен одговор. Уште кога зачекорив во граѓанскиот сектор, си дадов ветување на самата себе дека тука почнав и тука ќе останам. Така да сакам да продолжам со моите активности како граѓански активист, придонесот да го дадам од страната на граѓаните. Свесна дека да, сите што сме тука, ние се почнува за луѓето, околу луѓето и со луѓето. И јас би сакала како граѓански активист да останам да анимирам заедницата и заедно да правиме промени. Меѓутоа, од страната на граѓаните, со поддршка кон политичарите, нормално, кои што навистина ќе видам дека сакат да направат промени, функционираме на слична фреквенција, меѓутоа во политика не. Значи политички амбиции не. Не, мислам дека ми е добро таму каде што сум, категорично не. Тврдо не. Најкатегорично, најсигурно во себе дека не се гледам во политика и по не знам колку години да се надам дека ќе се сретнеме и ќе имаме интервју и ќе видиме дека јас сум на истата страна,
Меѓутоа, секогаш со подадена рака кон локалните политичари, заедно да го направиме овој град наш прилеп, меѓутоа и околните места подобро место за живење со заедничка соработка. Остануваме и како здружение отворени за соработка во креирањето на локални политики, меѓутоа не да остане хартија трпи што нива не раѓа. Помагаме, меѓутоа очекуваме и поголема заложба на нашите татковци, мајки на градот, советници се, навистина да почнеме да реализираме. На сите надлежни. На сите надлежни. Марина, ти благодарам за муабетот. Се надевам дека бевме обширни, инспиративни и најважно корисни за нашите гледачи. А со вас се гледаме следна недела во ново издание на Отворени муабети.